Советската влада, следејќи ги живо промените на Балканот во годините на Втората светска војна, брзо и остро го осуди актот со кој царска Бугарија на 1. март 1941 година се приклучи кон силите на тројниот пакт Рим, Берлин, Токио. Во нотата на Советското министерство за надворешни работи до бугарската влада, упатена на 3. март истата година, се истакнуваше дека овој акт, потпишан од бугарскиот цар Борис и Адолф Хитлер, не води кон зацврстување на мирот, како што тоа сака да го прикажат потписниците, туку кон проширување на сферата на војната на Балканот, или, како што подоцна пишуваше советскиот печат, тоа беше акт со кој Бугарија отворено премина на страната на германските фашистички разбойници, се врза за крвавиот Хитлер, кој им носеше робство и смрт на народите, се откажа од својата самостојност. Тоа беше акт со кој Бугарија ја презеде функцијата на Хитлеров стражар на Балканот. Улогата на фашистичка Бугарија во времето на војните настани на Балканот во пролетта 1941 година во советскиот печат се оценува како исклучиво опасна, предавничка и кукавичка, како предаство на својот народ и забивање нож во грбот на балканските земји, кои тогаш војуваа против фашизмот, придонесувајќи со тоа за нивното брзо распаѓање. Посебно се истакнува дека исполнувајќи ја удобната стратегиска положба на Бугарија, германците ги нападнаа во пролет 1941 година Југославија и Грција од страна Ифтил, што им олесни на хитлеровските ограбувачи да ги окупираат двете земји. Бугарскиот општествен и партиски работник Васил Коларов во својата статија "Улогата на Бугарија во завојувачките планови на Хитлер", објавена во советското списание Исторически журнал, нагласуваше: тргнувајќи од бугарската територија, армијата на фон Лист брзо ја зазеде Македонија, ја пресече југословенската армија од грчката и на тој начин го забрза поразот не само на Југославија, туку и на Грција. Советското списание Војната и работничката класа пак подоцна ќе напише: Бугарија одпрво беше претворена во германски плацдарм за напад врз Грција и Југославија, а потоа стана учесник во завојувачката војна против своите соседи. За награда на таквото предаство, заклучуваше советскиот печат, бугарската влада го доби правото да го зазеде поголемиот дел од Македонија и некои други области кои порано влегуваа во составот на Југославија. На тој начин, бугарската влада направи нечуено предаство кон својот и кон сите балкански народи, покривајќи се со дамката на срам пред лицето на словенските и на сите народи во светот. Во студијата под наслов Бугарија под петицата на фашизмот, објавена во советскиот печат во врска со тоа, се забележува дека германските фашистички орди во април и мај 1941 година, искористувајќи удобната стратегиска положба на Бугарија на Балканот, и нанесоа смртен удар на Југославија и Грција. А Васил Коларов по истиот повод во статијата "Улогата на Бугарија во завојувачките планови на Хитлера" заклучува: своето предаство на интересите на бугарскиот народ, владеечката клика на Бугарија ја овенча со тоа што ја зеде на себе гнасната улога на джелат на слободолюбивите народи на Југославија. Подоцна, при воспоставувањето и одржувањето на фашистичкиот поредок на Балканот, ставот на царска Бугарија се оценува како исклучително реакционерен и предавнички.
najčesto se istaknuvaši i sosuduvaše nezinata žandarska uloga vo suzbivanju antifašističkite dviženja na Balkanot i vo prvretna borbata na jugoslovenskite narodi. Na toj način, pišuvaše Vasil Kolarov, vo okupirana zapadna Trakija, Makedonija i vo pogolem delot Srbija, Bugarija zazede uloga na Hitlerov žandarm, pomagajki im na Hitlerovite razbojnici da je zadušat osloboditelnata borba na jugoslovenskite narodi i na grčkiot narod. Soracete na bugarskite fašistički upravuvači se sozdava noviot evropski poredok po Hitlerov obrazec. Stoji zabeležano vo jedna studija na Institutot za istorija na Akademijata na naukite na Sovjetski Sojuz izlezena vo Moskva vo 1944. godina. Na toj način, pišuvaše spisani Slavjane, bugarskite vojnici oficeri vode prestapnička borba protiv grčkiot i bratskite narodina Jugoslavija. Na toj način gnasnata dželatska uloga mu se dodeluva na bugarskiot narod. Ete zošto, govoreše Georgi Dimitrov, pretvoranjeto na Bugarija vo orudijena Germanija protiv Sovjetskiot Sojuz i predastvoto sprema Jugoslavija, sprema slovenskite braća na bugarskiot narod na Balkanot, sprema Makedoncite, Srbite, Crnogorcite, Hrvatite, Slovencite, predstavuva najteško zlostorstvo na bugarskite upravuvačke krugovi. Vo ocenkite na žandarskata pozicija, na fašistička Bugarija na Balkanot, sovjetski otpečat iznesuva i brojni konkretni fakti i obvinenija. Posebno se istaknuva deka bugarskite okupatorski vlasti vo Jugoslavije i vo drugite balkanski zemlje okupirani odniv seat smrt za deloto na Hitlera, deka tije po naredba na Hitlera jasmiruvaat Makedonija, deka germanskite okupatorski vlasti podpirajki se vrz bugarskata administracija zverskija ograbuvaat Makedonija. Se govori za zlostorstva na bugarskata armija što tagi praveše vo okupiranite podračja. Se opišuvaat bezbrojni primjeri na teror nad mirnoto naselenije vo okupirana Srbija, Makedonija. Se objavuvati različni vesti od koji se gledati brojnite metodi i sredstva na bugarskite vlasti za asimilacija i denacionalizacija na naselenije od okupiranite podračja. Taka, na primjer, vesnikot izvestija od 30. maj 1943. godina go prenesuva izveštaje od TAS, spored koji bugarskata vlada sistematski se obiduvala da ge konfiskuva zemljite vo Makedonije i Trakija i na nivno mesto doveduva bugarski građani. Se istaknuva deka nova teritorija se veke lišeni od zemlja okolo 100.000 mesnih žitelji. Kritički se komentira zakonotna bugarskata vlada spored koji site lica što živeat vo Velika Bugarija mora da preminat vo bugarsko podanstvo, a vo slučaj da go otkaže toa, tije se dolžni da je napuštat bugarskata teritorija. Istaknati od sovjetski profesor Levin, razgleduvajki go problem od navojnati nacionalno to prašanje vo Evropa vo jedna svoja studija izdadena vo Taškent vo 1943. godina pod pokroviteljstvom Akademijata na naukite na Sovjetski Sojuz, među drugotog i brani nacionalnite prava na makedonski od narod i osuduva bugarskata okupacija na Makedonija pravejkija slednava analiza. Oddelnite delovi na jugoslovenskata teritorija bea razdeleni za verna služba na Italija, Ungarija i Bugarija. No herojskata borba na jugoslovenskite partizani, vodejki aktivno borbeno dejstvo na celata teritorija na Jugoslavija, ja pokaža iluzijata na ta delba. So formalno to raširuvanje na granicite na Bugarija i da denite možnosti na poslednata da je okupira Makedonija, Germanija se trudeše da go odvleče vnimanijete od vistinata. Ta operacija se predstavi kako ostvaruvanje na nacionalniti ideali na Bugarite i Makedoncite, kako razrešuvanje na makedonskoto i trakiskoto prašanje. No, ni zapadna Trakija, ni Makedonija ne se bugarski, po nacionalni od sostav na svojeto naselenije. Makedoncite ne saka da bidat nitu Bugari, nitu Srbi, tuku Makedonci, samostojni členovi vozdruženata familija na slovenskite narodi. Poradi toa prisujedinovanje na Makedonije i Trakija kon Bugarija napraveno bez za toa da se praša naselenijeto, nikako ne može da se razgleduva kako rešavanje na nacionalno to prašanje, tuku samo kako sozdavanje novi, nesporedljivo poostri, otkoliko poranešnite nacionalni problemi.
Пишувајќи за теророт во окупираните области, советскиот печат на широко ги пренесува вестите за нечовечките постапки спрема македонскиот народ и спрема другите народности во Македонија, србите, евреите, муслиманското население и така натаму. Пошироко се говори за постепените мерки на бугарските фашистички власти за ликвидација на евреите од Македонија, искористувањето на ова население за тешки физички работи, градење патишта, мостови, тврдини и слично, што требаше да им служат на германските завојувачи. Се истакнуваат и суровите постапки на властите при евакуацијата на евреите во логорите на смртта. Списанието Славјане од септември 1942 година под наслов Македонските словени против Хитлера во однос на третманот спрема србите во Македонија забележува: најварварски начин на уништување се применува спрема србите кои што живеат во Вардарска Македонија. Околу 50.000 срби се иселени, нивните имоти се конфискувани. Од бројните описи на грозниот терор на бугарските воено-полициски окупаторски сили во Југославија и Грција, во советскиот печат ќе наведеме само неколку. Во врска со драмското востание од септември 1941 година, советскиот печат уште во октомври истата година истакнуваше дека истото е задушено во крв од бугарските власти. Подоцна списанието Славјане од ноември 1943 година ја донесува статијата на македонскиот општествен работник Димитар Влахов под наслов «Македонските словени се борат за својата слобода», во која се вели: уште во септември 1941 година имаше востание во Драма. Востанието траеше неколку дена и беше жестоко задушено. Беа разурнати неколку села, беа уништени повеќе од 15.000 луѓе. По истиот повод, на друго место се истакнува: окупаторот направи крвава одмазда над дигнатото население, против востаниците испратиле бугарска војска и германска авиација. Фашистите срамнија со земјата 15 села, беа обесени 300 луѓе. Значителен број од селаните загинаа во време на борбите или беа истребени по востанието. Грабежот и крвавиот терор на окупаторите добиваа форма на отворен бандитизам. Пишувајќи за ангажираноста на бугарскиот окупаторски корпус во окупирана Србија, весникот Красна звезда од 19. април 1942 година во статијата под наслов «Хитлеризација на Бугарија» изнесува дека во Србија стигнале веќе 125.000 бугарски војници, на кои им е поставена задачата да го ликвидираат партизанското движење. Тоа ослободува неколку германски дивизии што може да бидат префрлени на Советскиот фронт. На тој начин ја продолжува и ја засилува својата дејност во својство на Хитлеров жандарм на Балканот. Придружувајќи се кон многобројните и слични оценки, истиот весник ја донесува и статијата под наслов «Бугарскиот окупаторски корпус на служба кај германците», во која меѓу другото се вели: еден од видовите помош што Бугарија им дава на хитлеровите завојувачи е учеството на бугарските војски во окупацијата на Југославија и Грција. Бугарскиот окупаторски корпус речиси 3,5 години заедно со германците војуваше против Народно-ослободителната армија на Југославија, која што, како што е познато, представува една од сојузничките армии на антихитлеровската коалиција. Во критичните моменти за германците, на југословенското боиште, бугарската реакција испрати неколку дивизии во улога на спасител на германските завојувачи. Бугарскиот министер на војната и подоцна регент на Бугарија Михов горделиво си ги припишуваше тие заслуги на себе. Името на генералот Михов е нераздвојно поврзано со целата крвава дејност на бугарските окупаторски војски во Југославија,
Toj general beše komandant na petata bugarska armija što navleze Jugoslavija. Nečovečkata žestokost i masovното istrebuvanje na mirното jugoslovensko naselenije od strana Namihov mu donese blagodarnost od germanskite čovekojaci. Совлашувањето на војната положба на Германија продолжува советскиот весник, се повеќе растеше улогата на бугарскиот окупаторски корпус во Југославија. Бугарите зема учество во борбите во Црна Гора и во Херцеговина. Бугарските војници ги спасија германците во битката за Бања Лука и дури во близината на Загреб. Според проценката на весникот Красна звезда, во тој период во Југославија учествувале 9 бугарски дивизии со општа бројност од околу 140.000 луѓе, што представува повеќе од 25% од целиот состав на хитлеровската окупаторска армија. Пишувајќи за успесите на Народно-ослободителната војска во Југославија и посебно во борбите против бугарските окупаторски војски во тој период, весникот истакнува: Војската на маршал Тито премина во контраофанзива и успешно ја води истата. Притоа најголеми неуспеси окупаторите претрпеа во окупирана Србија, чија одбрана беше доверена на Бугарија. Особено големи загуби бугарските дивизии трпат во Јужна, Западна и Источна Србија. Големи бугарски единици се уништени кај Куршумлија, Златибор, Алексинац, меѓу Тимок и Велика Морава и така натаму. Бугарскиот окупаторски корпус, заклучува весникот, само во текот на месец август загуби повеќе од 6.000 војници и офицери. Осврнувајќи се посебно кон положбата во окупирана Македонија и Тракија, Ѓорги Димитров во Московска правда пишуваше дека нараснотото востаничко движење во Македонија и во Тракија сведочи дека населението во тие области гори од омраза не само против хитлеровиот завојувач, туку и против нивните бугарски соучесници. Обвинувајќи ја фашистичка Бугарија како Хитлеров сојузник во Втората светска војна и пред се нејзината окупаторска улога на Балканот, советскиот централен весник Московска правда уште во јануари 1942 година укажуваше дека Бугарија во свое време направи тежок престап во однос на балканската безбедност. Решавајќи се да ја прими на себе одвратната улога жандарм и джелат на Југославија, Бугарија ги запалува зад себе сите мостови и дека таа поради тоа ќе пожнее само непријателство и омраза, дека Бугарија за својата политика заслужува најсурова казна. Поради сето тоа, пишуваше истиот весник, ние со срам и болка ја гледаме Бугарија на страната на непријателите на словенството. Напоредно со искажувањето за злоделата на фашистичка Бугарија на Балканот, во советскиот печат често се наведуваат и многобројни показатели кои говорат дека хитлеровската команда со ангажирањето на бугарската армија за смирување на Балканот ослободува десетици германски дивизии толку важни за водење на војната на советско-германскиот фронт, со кој фактички Бугарија води и индиректна војна против Советскиот сојуз. Во таа смисла, во еден познат повик на Сесловенскиот комитет од Москва до бугарскиот народ се истакнуваше: Хитлеровите лакеи на Бугарија се плашат отворено да ја фрлат Бугарија во братоубиствената војна со Русија, но затоа тие ја испратија бугарската војска во Југославија, заменувајќи со онеа дивизии кои Хитлер ги праќа против вашите руски браќа. Бугарската армија ги покрива своите знамења со срам, пролевајќи ја крвта на југословенските патриоти. Вашите војници и офицери се претворија во непријатели на своите словенски браќа. По волјата на Хитлер, тие водат презрена служба жандарм на Балканот. Весникот известија во статијата под наслов Хитлеровото гнездо во Бугарија ќе биде уништено, пишува дека на тој начин повеќе од 3 години Бугарија ја помагаше војната против Советскиот сојуз. Се заклучува дека без оглед на фактот што Бугарија не објави формална војна против Советскиот сојуз, држењето на Бугарија за цело време на војната во Советскиот сојуз се осудува како посредно војување против оваа земја, дека внатрешната и надворешната политика на Бугарија ја определуваат германците и дека таа политика пред се е насочена против Советскиот сојуз.
Советскиот печат тогаш пишуваше дека владата на Советскиот сојуз не еднаш обрнувала внимание на недружелюбивото однесување и позиција на бугарската влада во однос на Советскиот сојуз уште пред почетокот на германско-советската војна. Се истакнува дека уште во јануари и февруари 1941 година советската влада обрнува внимание кон нелојалното однесување на бугарската влада спрема Советскиот сојуз, со која ненормална ситуација таа не може да се помири. Дека овој став Бугарија се повеќе го зајакнува за понезиното преминување во отворен Хитлеров вазал и особено по нападот на Хитлерова Германија врз Советскиот сојуз, со него отворено да се гордее. Подоцна во септември 1941 година советската влада со посебна нота ги разобличи нелојалната позиција и акции на бугарската влада во однос на Советскиот сојуз, истакнувајќи ред беспорни факти кои докажуваат дека Бугарија е претворена во територија за развивање на воените дејствија против Советскиот сојуз од страна на Германија. Московска правда на 12 септември 1941 година, пренесувајќи дел од таа нота, наведува: сите факти со кои располага советската влада говорат за тоа дека Бугарија е претворена во плацдарм за воен напад на Германија и на незините сојузници врз Советскиот сојуз. Во подкрепа на ваквите искажувања посебно се нагласува територијалното ангажирање на Бугарија за потребите на Хитлерова Германија, располагањето на германската команда со бугарските аеродроми, сувоземни и водени патишта, пристаништа на Црно море и Дунав, како и безочната експлоатација на целокупниот бугарски економски потенцијал. Подоцна, советскиот печат се повеќе им посветува простор на германско-бугарските преговори водени за директно учество на бугарската војска на Источниот фронт. Посетите на бугарскиот цар Борис кај Хитлер, изјавите и заканувањата на највисоките представници на бугарската влада и армија за потребите од тотално вклучување на Бугарија во војната и слично. Во анализата на ангажираноста на фашистичка Бугарија против Советскиот сојуз, советскиот печат ја одделува посебно место и на бугарската пропаганда, водена преку бугарскиот печат, радиото и другите пропагандни средства. Се посечуваат многобројни примери за ширење на вистини и клевети за положбата во окупираните подрачја за ситуацијата на советските боишта. Печатот и радиото на фашистичка Бугарија, истакнуваше советскиот печат, го обвинуваше Советскиот сојуз како центар на светскиот комунизам и земја на болшевичкото зло, ја омаложуваше силата на Црвената армија и така натаму. Преку пропагандните гласила, бугарскиот окупатор особено се трудеше да ги прикрие германските порази на Источниот фронт, како и своите порази што им ги задаваше Народно-ослободителната војска на Југославија. Осудувајќи ја политиката на фашистичка Бугарија, што таа за цело време на војната ја играше на Балканот, со што фактички водеше војна против Советскиот сојуз, Васил Коларов во една советска публикација ќе напише: повеќе од 3 години советскиот народ води голема ослободителна војна против Хитлерова Германија и незините сателити. Во сето тоа, за советскиот народ тешко време, Бугарија се наоѓаше во состојба на фактичка војна на страната на Германија против Советскиот сојуз. Ориентацијата на фашистичка Бугарија кон оската не престана до последните денови на незиното постоење. Во последните месеци на војната, во периодот од така наречениот неутралитет на Бугарија, таа добива само нови форми, прилагодени за новите потреби на германските војски, што пред налетот на Црвената армија требаше да отстапуваат преку Бугарија. Таквиот формален неутралитет на Бугарија, прокламиран од владите на Багарјанов и Муравиев во летото 1944 година, советскиот печат нееднаш остро го осуди како длабоко невистински и опасен, како последен перфиден маневар на фашистичка Бугарија да ги помогне своите хитлеровски сојузници, како последна услуга на фашизмот. Така, например, во статијата под наслов «Бугарските власти во служба на Хитлерова Германија», весникот Труд од 21. мај 1944 година по тој повод пишува:
Sekoj ден донесува нови и нови факти, што сведочат за активната војна соработка на бугарските власти со Хитлерова Германија. Бугарија сега фактички речиси со ништо не се разликува од другите хитлеровски сојузници, што официјално учествуваат во војната против Советскиот сојуз. На тој начин, Бугарија всушност ја јакне германската воена машина, придонесува за продолжување на војната и му штети на општото дело на борбата на Обединетите нации против хитлеризмот. Во статијата на весникот Известие од 6 септември 1944 година под наслов «Хитлеровото гнездо во Бугарија ќе биде уништено», во врска со тоа се констатира: Германците и сега продолжуваат да се ползуваат со бугарските пристаништа, откаде што имаат можност да ја загрозуваат советската флота на Црно море. Многу факти говорат дека бугарските управувачи не сакаат да застанат на пат на честно раскинување со Германија. Фактите говорат дека бугарските управувачи прават се за да ја помогнат на Германија и колку е можно водат нечесна игра во полза на Германија, со која тие цврсто ја сврзале својата ориентација. Печатот во Советскиот сојуз истакнуваше дека божемната неутрална политика на фашистичка Бугарија во тие денови овозможи хитлеровите дивизии речиси непречено да отстапат во Романија преку бугарската територија во правец на Југославија и Унгарија. На тој начин, на фашистичките трупи им беше овозможено да прават нови концентрации и да поставуваат мостобрани за борбата против Народно-освободителната војска и партизанските одреди на Југославија и Црвената армија. Советската влада, во својата нота од 30. август 1944 година, објавениот божемен неутралитет на Бугарија официјално го оцени како совршено недоволен во условите на создадената состојба. Имајќи го тоа предвид, советскиот печат од овој период остро потцртуваше дека интересите на демократските држави бараат Бугарија дефинитивно да расчисти со својата сопствена освојувачка политика на Балканот, конечно да прекине со хитлеровска Германија и да тргне по патот на активно учество во борбата против неа. Целокупната ориентација на фашистичка Бугарија кон силите на оската од почетокот на војната па се до последниот час на нејзиното постоење е и причината што доведе до воена интервенција на Советскиот сојуз против Бугарија што започна на 5 септември 1944 година. Во познатата нота на советската влада, со која таа официјално и објави војна на Бугарија, обвинувајќи за нејзината антисоветска позиција во целиот тек на Втората светска војна, меѓу другото се истакнуваше: на тој начин, не само Бугарија, што се наоѓа во состојба на војна против Советскиот сојуз, во која што всушност таа и порано се наоѓаше, но и Советскиот сојуз одсега се наоѓа во состојба на војна против Бугарија. Таквата интервенција на Советскиот сојуз, според советскиот печат, одигра и решавачка улога во познатиот септемвриски преврат во Бугарија, пошто престана да постои фашистичка Бугарија и заедно со тоа нејзиното повеќегодишно сојузништво со силите на оската. На 28. октомври 1944 година, владата на отечествено фронтовска Бугарија во Москва го потпиша примирието со владите на Советскиот сојуз, Велика Британија и Соединетите американски држави. Одлуките на ова примирие според оценката на советскиот печат од тоа време представуваат конечен резултат на оние сурови историски лекции што Бугарија ги добиваше во продолжение на 3 децении на својата ориентација кон Германија. Клаузулите на договорот, подлекуваше советскиот печат, ја покажуваат само строгата справедливост и великодушност на државите победнички спрема Бугарија, сега веќе исфрлена од хитлеровскиот блок. Југословенските народи, иако најогорчени на бугарските фашистички окупатори во тешките години на војната, во ваквите околности на историјата најдоа во себе сили да ги поддржат во интерес на хуманоста и иднината,
mnogobrojniti inicijativi i rešenja vo polza na Nova Bugarija. Dimitrovska Bugarija, glaboko svesna za veličinate i značenjeto na takvite Titovi stavovi, gi prihvati i gi pozdravi ovije inicijativi i rešenja so neizmerna blagodarnost, priznatelnost i oduševuvanje. Neistaknatite bugarski državnici i opštestvenici od toa vreme nejednaš istaknuva deka takvото odnesuvanje na Nova Jugoslavija je vistinska bratska pomoć što ke mu pomogne na bugarski narod da go izmije sramotna minatoto i da gi ispravi site nepravdi pričineti nemeroditena Jugoslavija vo tekot na Vtorata svetska vojna i da začekori popatot na sloboden razvitok i dobrososjedski odnosi vo duhotna bratskata solidarnost.